Македонски христијански подкаст. Вера, надеж и љубов за Македонија. Здраво, добро дојавте во новата епизода на Македонскиот христијански подкаст. Денеска снимаме нова епизода на тема помирувањето со Бог преку Господ Исус Христос. Една важна тема и централна тема во Библијата, како еден човек може да биде во мир со Бог. И преку кого? Тоа единствено може да се оствари само преку една личност. Името на таа личност е Господ Исус Христос. Тоа е мостот помеѓу човекот и Бог. Господ Исус Христос. Исус рече во Јован 14 глава 6 стих: Јас сум патот, вистината и животот. И никој не доаѓа кај таткото, Отецот, освен преку мене. Тоа го вели Господ Исус Христос. Значи имаме пристап до Бог, пристапот е преку Господ Исус Христос. Денеска во оваа епизода имаме гостин, како што може да видите. На гости во оваа епизода ни е Миле Цветановски, еден наш драг пријател. Сакаме да му посакаме добре дојде. Здраво, Миле, добре дојде. Како си? Како си? Фала на поканата. Јас сум супер, вие како сте? Одлично, спремни за овој подкаст. Да, баш се радуваме што заедно ќе може да ја поминиме оваа битна тема за гледачите, односно за сите христијани. Со Миле, инаку, се знаеме од средношколските години, од 14-15 години, кога учевме во средно спортска академија, фудбалска паралелка, игравме фудбал заедно, на школо заедно и многу работи поминавме. И кога гледаме дека нешто се случува пред и после познавањето на Господ Исус Христос и на Бог, тогаш ние стануваме сведоци на Божјото делување во животот на друга личност. И сега, откако јас и Миле го запознавме лично Господ Исус Христос и се помиривме со Бог, имаме нешто да кажеме, тоа е сведоштво. Така, ние кога споделуваме на другите луѓе што Бог направи во нашиот живот и кога имаме сведоци, односно други луѓе кои не знаеле нас пред да поверуваме во Исус, односно пред да се помириме со Бог и откако сме се помириле, гледаме како тоа нешто е навистина вистинско, односно дека Бог е жив, делува и ги менува нашите животи, нашите мисли, нашите постапки, нашето срце и нашиот карактер, за тоа како ние постапуваме со другите луѓе, како живееме и што ни е битно сега во животот. Тоа не може да се скрие. Библијата вика дека ние сме како еден град поставен на рид. И светлината на тој град ја гледаш. Така кога ќе возиш со колата навечер и гледаш некој градче таму горе на ридот, свети. Така да и ние како христијани, кога сме, дали сме навистина тој град на рид поставен и свети таму? Или не? Или сме уште во темнина? Така да кога познаваме Бог, нешто се случува со нас, кое не менува и ние сме светлината на светот, што вика Исус. Сега сакам да му отстапам малце време на Миле, да ни се представи кој е тој, нели на гледачите, ние веќе се знаеме, но да ви се представи вам, кој е тој, од каде доаѓа, во што верува, нели, и како Бог дојде во неговиот живот и како го промени. Пошто вика Библијата дека ние бевме во царството на темнината, одевме и живеевме во темнина и правевме секакви глупости и гревови, и одевме против Бог, и вика Бог не откорна од царството на темнината и не воведе, не посади во царството на неговиот возлюбен син Исус Христос. Миле, може да му се представиш на гледачите. Здраво на сите. Јас сум Миле Цветановски. Јас сум од Единаковци, Демирхисар. Женет, имам една керка, месец и пол.
Работам како дистрибутер веќе некое време. Така, тоа е што се занимавам. Мојот пресек, како што ти кажа, сите ние треба да имаме пред и после. Мојот пресек беше во 2023 година, кога за прв пат зедов Библијата во мои раце и почнав да ја читам. Бејќи јас, како и сите други, како и ти, сигурно и Никола, како што сте мислеле дека па јас сум роден како христијанин. Да, јас сум крстен, јас сум во христијанството веќе како дете. И јас така мислев, но Библијата нешто друго сака да ни каже. Јас кога почнав да читам Библија, јас сватив дека Бог не го познавам. Тоа во тие почетоци јас најдов на едно видео кај што кажуваше дека едно е да знаеш дека Бог постои, а друго е да го познаваш Бог. Како јас ги знам Димитар и Никола, онака, ама друго јас да ги познавам, да го знам вашиот карактер, вашата личност. Тоа е личен однос со луѓето. Исто така сака и Бог да има личен однос со нас. А тој личен однос можеме да го имаме кога пребиваме во Неговото Слово. Јас, кога почнав да ја читам Библијата и кога видов која е Божјата волја за нас, јас сватив дека сум бунтовник и престапник на Божјиот закон, на Божјиот збор. И јас сватив дека тогаш јас треба да се покам за моите гревови, дека треба да верувам во Исус Христос. Тоа е централната порака на Евангелието. И фала му на Господ што после неколку месеци Господ ме зборуваше преку Неговото Евангелие и имаше еден брат кој сподели еден многу силен стих. Тој стих беше во 1 Јованово, 1 глава, 9 стих. Таму вели дека тој е верен и праведен. Ако ги споведаме нашите гревови, да ни ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. И фалам на Господ што јас тоа го сватив, јас се покаев и Господ ми прости. И сега чекорам, со Божја помош во тој нов живот. Да, мене лично ме интересира моментот, нели, кога свати ти, а тој е верен и праведен, да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Дали тоа беше моментот дека ти мислеше дека Бог нема да ти прости нешто? Кој беше тој момент? Можеби некој кој сега гледа мисли, окей, јас имам направено толку многу гревови што Бог нема да ми прости. Дали беше во таква ситуација ти или нешто друго, беше нешто што ти беше страв, се плашеше од Бог или мислеше дека нема да ти прости? Што беше тој клучен момент? Можеби некој е сега во таква ситуација што слуша. Па да, јас мислев дека и грешев пред Бог. Живеев блудно, живеев со алкохол, живеев по телото, а Библијата вели треба да живееме по духот, а не по телото. А јас... Дали тоа беше момент дека ја читаше Библијата и така живееше? Да, да. Тоа беше почетокот на читањето. Јас и читав Библијата, а и проложив стариот начин на живот. И во одреден момент јас сватив дека Библијата не повикува на покаяние, а покаяние значи свртување од гревот кон Исус Христос. И да, јас исто, како што рече, јас мислев дека има гревови што Бог не може да ги прости. Но кога стигнав до тој стих, кога го слушнав прво од еден брат, после јас самиот дома го читав и сватив дека Господ е праведен и Господ е многу милостив, дека секој грев направен ќе ни го прости. Само ние треба да му го исповедаме и искрено од срце да го направиме тоа. И тој ќе ни прости. Да, ова баш ми беше онака, знаеш, интересно, пошто има многу луѓе што мислат дека има некои гревови или многу сгрешиле, па многу се далеко од Бог, па Бог нема да им прости. Но тоа што го спомна Миле, така, не одат заедно и светот и Христос. Значи го сватил покаянието
дека мора да се покаеме, да го промениме нашиот начин на живење, на размислување и на чекорење во животот. Да му свртиме грб на гревот и да се свртиме со лицето према Бог и да го следиме Исус. Тоа е суштината, нели, на покаянието. И верата во Христос, во Евангелието, дека тој умре на крстот за сите наши гревови. Не за некои, за сите наши гревови. Минати сегашни дни. И за гревовите, вели во друг стих во Библијата, на целиот свет. Значи на сите. Во целост плати Исус. Беше погребан и воскресна на третиот ден. Исус Христос е жив. И сака да ти ги прости гревовите и да ти даде вечен живот. Значи, со тоа веруваме. И стихот што го цитираше Миле, ако ги исповедаме гревовите пред Бог, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Значи, да не направи чисти. Многу моќно е тоа кога го прифаќаме со вера. Често ние имаме некаква представа, некаква слика за Бог, но вистинската представа и слика за Бог е кога ние читаме во Библијата каков е тој. Значи, не само да знам за Бог, туку да го познавам кој е Бог, кој е Исус Христос. Тогаш, преку тоа познавање, тие работи ни стануваат појасни. И ние ја градиме довербата. Значи, ќе поминиш време со некој човек и ќе стекниш доверба. Ќе поминиш време со Бог и ќе имаш доверба во него и во неговиот збор. Нема да се држиш или да стоиш на гнила штица. Зашто веруваш како што веруваш, па така јас мислам, така се осеќам. Не. Дали е тоа вистината за Бог? Библијата е вистината за Бог. Не е то можеби дали така се осеќам. Не. Туку апсолутно непроменливо, вистинско, живо, делотворно слово е Светото Писмо. Не човек што ќе кажи, Библијата. Ова мислам дека треба да ни биде јасно. Никола, пред да преминиме на темата, нешто дали имаш да кажеш или да го прашаш Миле, можеби? Интересно ќе сакам да искоментирам всушност на неговото сведоштво, тоа што веќе е тука. Многу ми е мило кога слушам вакви сведоштви, вакви работи каде Господ делува и каде променува животи и како едноставно гледаме, кој што спомнати, што јас сакам после кога ќе ми дојде редот да решам да споделам од Светото Писмо во врска со Господ и Божиот карактер. Уште една, на некој начин, уште една причина зошто да веруваме во Бог и уште една причина зошто да веруваме дека Господ е милостив и дека простува на нашите беззаконии, на нашите животи, на нашите животни стилови, сме ние тука. Значи, животите наши и овие сведоштва ова сведоштво што го слушнавме кај него, што го слушнавте кај Димитар, уште го почнувавме подкастот кај мене и кај на преходната епизода кај другиот Димитар што беше и сите кои ќе бидат со Господ напред во поканети во овој подкаст и што ќе дојдат, ќе видите, ќе слушнете дека навистина Господ не само што во Светото Писмо пишува дека Господ простува гревови, туку и гледате самите во променати животи и променати животни стилови и луѓе што животите му се сменати за 180 степени како што го направи Бог во нашите случаи, така да тоа е тоа што сакам да го додадам едноставно, дека на Божите, ние сме Божи чуда и на Божјата фасцинантност едноставно се додава вакви примери како овие што го слушнавте сега на Мили. Морам да признам дека ми е многу мило што Господ те спасил, те нашол, те пронашол и што си тука помеѓу нас и сега можеш да споделиш колку е Господ милостив и што направи во твојот живот и што ќе прави доправа. И ние исто така да тоа е многу битно да знаеме дека има простување во името на Господ Исус Христос и дека ние сме тие, пак ќе напоменам, примери кои сме сватили дека Господ може да прости, без разлика колку можеме да мислиме и колку стварно сме заминати од правилниот пат, заминати далеку од
она што Господ го замислил, што го спремил за нашиот живот, да живееме со него и да му веруваме ние тотално скроз противно можеби да живееме од тој живот што Господ го спремил за нас и пак да се вратиме кај него, да ни прости тој и пак да сме едно со него, така да никој не е премногу оддалечен од Господ за да е невозможно за Господ да го спаси, туку напротив, Господ може да ги спаси сите, да го прости секој грев, ако му го признаеме и ако пред него навистина сме искрени, со искрено срце дојдеме и признаеме дека ние сме грешни, сме грешили, дека сакаме Господ да не промени, да не го промени нашиот начин на живот, да го промени нашето срце. Така да, тоа е кратко. Да, тука ни е мала масата, па се снаоѓаме вака. Си имаме подготвено концепт и добро е да имаме, нели, концепт за самиот подкаст и за да ви биде полесно да следите вие, пошто Библијата е обемна и може да зборуваме на многу различни теми. И фала му на Господ што е неисцрпна. Тоа е едно богатство како што копаш, како што читаш, се повеќе. Учиш за Бог, за животот и многу работи. Така да, тоа е Божја мудрост, која е еден извор кој извира константно и е непресушен. Не можеш да стигнеш до крајот. Океј, преминуваме сега кон темата помирување со Бог преку Господ Исус Христос. Ќе го гледаме низ призмата на Светото Писмо и што значи самото помирување и простување. Имам запишано тука дека простувањето и помирувањето се зборови кои одат рака под рака. Што значи тоа? Значи тие едното без другото е невозможно. Значи не може да се помири со некој ако не простиш. Затоа овие два термини ги среќаваме во Библијата, помирување и простување. Јас истражував малце за значењето на зборовите, простување и помирување во Библијата што се користат. Нели, на македонски го имаме преводот на Библијата, оригиналните списи кои се најдени, да речем, најмногу копии се најдени на старогрчки и сега таму да видиме кои зборови ги користат во тој контекст за помирувањето и простувањето и како тие зборови што значат, нели, во контекст на Светото Писмо. Прво, за зборот простување истражував. Зборот простување во превод на македонски јазик од Светото Писмо доаѓа од два зборови на старогрчки. Тие се афија еми и каридзомај. Сега да видиме што значат и едното и другото. Значи, афија еми зборот значи да оставиш нешто, да отпуштиш или да испратиш. Значи, кога ти простуваш, нешто оставаш. Оставаш зад себе и не се навраќаш на него. Или го испраќаш далеко од тебе и знаеш тоа е испратено. Или го отпушташ нештото. Ако пуштиш ти, не знам, нешто, тоа ќе падне, нели, на земја. Значи не го држиш, е поентата. Другиот збор кој се користи е каридзомај и тоа значи да покажеш наклонетост кон некој, односно да му се смилуваш на некој. Да се даде нешто бесплатно, незаслужено, или милостиво да се дарува. Милостиво да се дарува значи да му даиш на некој нешто што е повеќе од доволно. Кога Бог нас ни простува повеќе од доволно. Неговата благодат, неговата милост и неговата љубов ги надминуваат сите наши гревови. Се надминуваат. Значи, повеќе од доволно. Вечна е неговата милост. Така вели Словото. И така е. И сега, според овие зборови кои ги прочитавме, нели значењето на самите зборови кои се користат во Новиот Завет за простување, ако изведуваме некоја дефиниција, јас изведов една дефиниција, што е суштината на простувањето? Значи да покажиме милост, односно наклонетост кон другиот,
и да ги оставиме, односно да ги отпуштиме гневот, одмаздата и казната која ја заслужува другиот. Чи то да го оставиш на страна и да му покажеш милост или наклонетост на другиот. Иако знаеш дека тој изгрешил. Иако имаш право да му се одмаздиш и да го казниш. Иако имаш право. И покрај тоа ти одлучуваш да му се смилуваш на тој човек, да го оставиш зад себе гневот, одмаздата и казната која заслужува тој човек. Тоа, според овие зборови што ги читавме, значи простувањето во библиски контекст. Што значи зборот помирување во Светото писмо? Значи во Светото писмо се користат три зборови на старогрчки, на македонски се преведени како помирување. Тие зборови се каталасо, каталаге и апокаталасо. Каталасо значи замена или размена. Се користел во размена на пари. Не знам, еве, денес од, да речеме, денари во долари, од денари во евра, од евра во долари, така натаму. Значи во тој контекст се користи зборот каталасо, размена на пари или замена. Сега, зошто тој збор се користи за помирување? Значи, да се помириш, значи да се замени непријателството со пријателство. Значи, една состојба е заменета со друга состојба. Од непријатели станувате пријатели, односно се прави една трампа, односно размена. И тоа вообичаено бара да се отстрани причината за непријателство или омраза. Значи, нешто се отстранува и нешто друго доаѓа на негово место. Затоа тој збор каталасо е замена, размена, помирување. Каталаге е помирување, односно обнова на наклонетоста. Тоа значи дека треба да се возобнови врската која била скршена во состојба на хармонија. Значи повторно да се возобнови пријателството, хармонијата меѓу двете страни. Значи помирувањето се дефинира како обновување на добрите односи меѓу двете непријателски страни. Значи повторно се обновува тој однос. Апокаталасо значи целосно помирување и тука се два зборови кои се користат. Едниот збор е апо, што е целосно или комплетно, и каталасо, нели рековме размена на непријателството со пријателство. Значи, целосното помирување е помирување кое го отстранува целиот гнев и не остава никаква пречка за единство и мир. Значи, мора целиот гнев да биде отстранет. И малце гнев да има, тој ќе биде пречка да се има единство и мир со другата личност. Значи, Бог кога ни простува целосно. И целосно настапува помирување. Ќе видиме како е тоа. Како ние може со сигурност да знаеме дека сме во мир со Бог и помирени со Бог. Така да ќе преминиме следно на обработка на овие три сегменти. Прво да разбереме како Бог ни простил. Потоа да разбереме како ние сме помирени со Бог преку Исус Христос. И третиот сегмент е да ја објасниме суштината на Евангелието. Оти во Евангелието ќе имаме Божјото простување, кое е достапно за секој еден човек, и помирувањето. Сакам да ви дам една илустрација околу простувањето и помирувањето. Простувањето е еднострано, а помирувањето е обострано. Зошто? Еве, да речеме две личности ќе се изгрешат една на друга. Првин, еве, тие се
лице во лице се гледаат една со друга и се во добри односи. Моментот кога ќе се скараат, двете личности си го вртат грбот и одат на своја страна. Зашто нивната хармонија, нивното пријателство било нарушено. Сега тие си вртат грб. И сега, на оној на кој му било сгрешено, одлучува во своето срце да му прости на другиот кој му сгрешил. И тој од моментот на грб го врти лицето према другиот. И вика, јас денеска одлучувам да му простам на таа личност која би согрешила мене. И со лицето гледа према другата личност и ја чека таа личност да го направи истото, значи да се покае, што рече Миле и Николас, 180 степени, така, од грбот на тој што си му сгрешил, да го се свртиш со лицето и да одиш да се помири со него, односно да му се извиниш и да побараш прошка. Тоа е помирување, кога двете страни си ги вртат лицата повторно и се зближуваат една со друга. Но, првин на тој што му било сгрешено, го врти лицето и одлучува да му прости. А потоа, другата личност треба да стане свесна за постапката која е направила према другата личност и да го сврти лицето. И тогаш повторно се воздобновува тој однос и станува помирување. Дали ова, се надевам дека стана појасно, која е поентата, значи, простувањето е еднострано. Ако некој ти сгрешил, ти треба да му простиш и да одлучиш да му простиш во твоето срце, а дали другата личност ќе ти го сврти лицето или грбот, нема се покае, не е во твоја одговорност. Ќе ви кажам една илустрација за блудниот син, една парабола во Библијата. Нели, тој син, значи еден човек си имаше два синови, еден беше постар, другиот помлад син, и помладиот син го побара својот дел од имотот, таткото го раздели имотот, му го даде својот дел, синот го прими делот и почна да си живее блуден живот. Ајде да речеме, шеташе по светот и ги потроши сите пари, се, значи го потроши имотот, живејќи неморален живот. И таткото го чекаше синот и беше спремен да му прости во секое време. Значи, со своето лице цело време гледаше кон синот и го имаше во мислите. Таткото не му сврти грб на својот син никогаш. Туку се надеваше секој ден дека синот ќе свати што прави и дека ќе се врати кај таткото. И после долго време, откако синот се најде во скудност, во сиромаштија, кога се потроши, и таму беше со свињите, јадеше желади, дури свињите не му даваја, да јади од нивната храна, се свести, значи од моментот кога тој му имаше свртено грб на татко му и тераше под својот блуден пат, се сврти, значи, со лицето и си свести што направил, дека дури слугите му е подобро на кај татко му што се, отколку тој сега со свињите таму што треба да живее и да јади желади, и тоа не му го дават свињите да го јади. И кога сврти лицето према таткото, тогаш таткото, кога го виде, вика уште на далечина, се затрча. Значи, настапи помирување. Дали таткото во секој момент беше спремен да му прости на синот? Да. Но чекаше да синот се свести, се покае и да се врати кај таткото. И тогаш настана помирувањето. И оваа парабола Господ Исус ја кажува за Бог. За Бог ја кажува оваа парабола. Дека Бог е спремен во секој момент да ги прости нашите гревови. Но ние имаме одговорност пред Бог да се покаеме. Да не му вртиме грб на Бог, туку да му свртиме лице на Бог и да му кажеме, сгрешивме. Како тој син што рече, сгрешив против небото, против Бог и против тебе, татко.
А таткото го гушна и го прими назад. И го облече во најубавата облека и му стави прстен на раката и му принесе гозба и рече: овој син беше мртов, но оживе, беше изгубен, но се најде. Тоа Бог сака да го направи за нас. Тој е спремен во секој момент да ги прости сите наши гревови. Како што рече Миле, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Ако ги исповедаме, тој блуден син ги исповеда гревовите пред својот татко. Че таа е парабола која Господ Исус ја кажува за Бог. Може да ја прочитате во Евангелието според Лука, 16 глава. Сега преминуваме кон првиот сегмент. Еве, јас дадов вовед, некогаш навлегувам подлабоко во воведот, но сепак ајде да видиме со стихови од Библијата околу Божјото простување кон човештвото. Никола, може да ни споделиш нешто повеќе? Да, многу на некој начин ме поттикна ова што и овие ќе ги прочитаме сега стихови, ама и објаснувањето нивно едноставно на што е и како се прави Божјото простување кон човештвото. И во врска со тоа што го споделија тие двајцата, каде што кога ќе читаме низ Библијата, гледаме едноставно го запознаваме на таков начин Божјиот карактер и како што направи споредба Миле со нас и со запознавањето и спомна нас дека треба да помини време со нас или ние со него за да се запознаеме и со други какви сме всушност нашите карактери, да, нашите мани, нашите добри страни, треба да врвиме време заедно и да се отвараме едни со други, истото и со Господ. Значи ние треба да врвиме време со Господ, со Божјото слово, време во молитва, за да го дознаваме се повеќе и повеќе Божјиот карактер кој е и каков е Господ и каква благонаклонетост има тој према нас. И ќе прочитам неколку стихови, значи ќе биде и од Стариот и од Новиот Завет, така да ќе кажам нормално пред да читам од каде се тие, значи сакам да споделам неколку стихови од псалмите, прво од Псалм 34, 34 глава, 8 стих, таму пишува: вкусете и видите колку е добар Господ. Блажен е човекот кој се надева на него. Значи пишува вкусете и видете. Значи и колку е добар Господ и дека секој еден кој се надева на него е блажен. Значи секој еден кој се надева на Господ се надева ради тоа што вкусил и видел колку е добар Господ. Не како што ме потигна да го коментирам ова, како што сподели Миле, што знае да има тенденција во нашата држава да вели го верувам тоа, односно знам дека е добар Господ, оти си постои ова што го веруваме од дамнешни времења или се родив христијанин, сум крстен и така натаму. Не, оти пораснав, сум возрасен, свесен, видов во мојот живот, прочитав Библијата, прочитав тие делови, тие сегменти каде што Миле, например, споделуваше за тој стих, каде вели во Новиот Завет Господ ни простува, значи е спремен да ни прости ако ги признаеме нашите гревови, тој е верен и праведен да ни прости. Ние го знаеме дека е тоа така ради тоа што го прочитавме во Библијата. Не оти се родивме христијани, се родив јас сега и од нигде никаде го знам тоа. Не, јас тоа го знам оти го прочитав во Библијата и не само што го прочитав, видов на своја кожа, како што споделивме сите и преходно јас и Дими и сега Миле, во своите животи сме оделе против Господ, сме живееле блуден живот, сме живееле никаков живот, тотално спротивен животот, онака како што бара и сака Господ да живееме од него. Значи, од нас живеевме како овој блуден син што Димитар го споделуваше во Новиот Завет, што ги казваше стиховите, вкусивме, видовме дека ако живееме таков живот, таков животен стил не води, тој правец не води до нигде, до пропаст, до каде што стигна блудниот син да биде кај свињите, да не му биде дури таа храна дајана од свињите, таа помиеша јадеа тие, дури на такво, што викаме народски, на такво тередже се доведе синот. И тоа е резултатот на нашето бунтовање против Господ. И ние знаеме
Оти тоа е така, ради тоа што сме вкусили, сме виделе како е да живееш без Господ и како е да живееш сега со Господ. Прочитав дека добар е Господ и милостив и живеам, сега му го предадов живот и гледам дека навистина е така, навистина Господ е милостив, навистина не благословува, навистина тој ни дава смисла и цел во животот. Зошто ти вкусив, ти видев дека е тоа така, не оти начоро сум верувал, така било, ти рекле моите предци или оти се родив така во таква фамилија. Не, оти јас лично вкусив, јас лично се покајав за моите гревови, јас лично видов дека Господ Исус може да прости. Понатаму, сакам да прочитам во Псалм 103 од 8 до 13 стих, таму кај што пишува: жалостив и милостив е Господ, долготрпелив и многу милостив. Не е јаросен за вечни времења, ниту неговиот гнев пламнува довека. Не постапува со нас според нашите гревови, ниту ни плаќа според нашите беззаконија. Зашто колку е небото високо над земјата, толку е голема неговата милост кон оние што се бојат од него. Колку е исток далеку од запад, толку ги оддалечува од нас нашите беззаконија. Како што татко да ги милува синовите, така Господ ги милува оние кои се бојат од него. Значи, жалостив и милостив е Господ. Значи, знаеме дека тој е долготрпелив и многу милостив, ради тоа што читаме дека така пишува во Светото писмо, така пишува во Божиот збор и така Божиот збор го објаснува Господ дека тој е таков. И јас лично не можам сам по себе да дознам во мојот живот дека Господ е жалостив и милостив ако не прочитам во Светото писмо, ако не поминувам време со Господ на таков начин и го дознам неговиот карактер. Нема да можам јас да си, како што споделуваше, пак е спомнам Димитар за блудниот син таму, кога се свести зашто направи синот, се користени зборовите во Новиот Завет, конкретно дојде при себе, синот дојде при себе, така пишува во Светото писмо. И тоа значи тоа како јас кога ќе се свестам и како синот во Новиот Завет, блудниот син се свести што направи, дојде при себе и дори тогаш јас ќе вкусам дека навистина јас сум бил тој грешниот и Бог е бил тој праведниот, Бог бил тој што цело време ме барал, цело време ме сакал, цело време ми покажувал милост одново и одново, колку јас сум му грешил, колку јас да сум правил беззаконија против Господ. Тој пак бил милостив, долготрпелив, пак ме сакал и тоа читаме дека Господ Исус е таков во Светото писмо. Читаме и знаеме дека Божиот збор вели така, не оти само по себе, јас знам се родив во таква фамилија и сега знам дека Господ е таков. Не, туку вкусив дека Господ е добар и видов дека Господ е добар и дека сваќам дека овие стихови што ги пиши блажен е човекот кој се надева на него. Тој човек кој е спомнат тука, блажен е човекот сум јас, од кога ќе се надевам на Господ, а тој блудниот син е спомнат како живееше без милоста на таткото, едноставно без љубовта на таткото, беше оддалечен од Господ, од својот татко. Е параболата е за ние како сме далечени од Бог, пред да поверуваме во него, тоа сме ние, тоа е тој блуден син и такви сме ние и гледаме дека животот без Бог не води на таков резултат. Тоа е резултатот на живење на одвоен живот од Господ. И читаме таму во таа парабола дека колку и да грешеше, колку и да беше одвоен синот од својот татко и го потроши имотот, ги прокоцка сите пари на блуден начин и сите тие работи ги правеше, пак татко одлучи да му прости. На каков начин му прости? Го дојде, се затрча кога се врати синот при себе, кога се врати кај таткото и го виде таткото дека се враќа својот син, го прегарна, направи гозба за него и му кладе прстен, му е дадене добрата облека и направи забава за него, го згои јагнето, нели го заклае, пишува, го заклае јагнето и се радуваја бидејќи дојде синот при себе, дека беше мртов, сега оживе, беше слеп и сега прогледа, нели. Тоа сме ние во нашите животи кога ќе се споредиме со тој блуден син и со овие стихови што ги читаме. Тоа сме ние, оние кои Господ Исус Христос не бара и сака да не спаси, не љуби до крајот, до самиот крај, без разлика колку ние сме грешни, колку ние правиме гревови. Затоа тука читаме дека
колку е исток далеко од запад, толку ги оддалечува од нас нашите беззаконија. Господ. Значи тоа тој го прави и дека колку е небото високо над земјата, толку е голема неговата милост кон оние што се боат од него. Значи сите ние треба да го бараме да го прифатиме Господ Исус Христос како наш личен Господар и Спасител и дека тој е тој кој може да ни ги прости гревовите и дека тоа е така. Веруваме дека е тоа така поради тоа што читаме во Светото Писмо дека е така. Читаме дека таков е Господ поради тоа што поминуваме време со неговото слово, знаеме, читаме и сваќаме, разбираме, тој ни дава, односно тој ни дава да разбериме, тој ни дава да ги сватиме овие стихови, да знаеме дека тоа е така и дека треба да се надаваме на него и дека треба да бараме од него простување. И исто така сакам да споделам неколку стихови, односно да се префрлам во Новиот Завет кои го потврдуваат, ова беше од Стариот Завет што го читав сега, што ја потврдуваат Божјата љубов и Божјата милост према нас. И тоа, значи првиот стих, што ќе го прочитам, се наоѓа во Римјаните, 5 глава, 8 стих, таму пишува: но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас додека уште бевме грешници. Значи Господ, тоа што го спомна Димитар, веќе одлучи таткото, таа парабола, одлучи веќе да му прости. Значи Господ виде, значи Исус Христос виде уште порано, уште пред да оди на крстот, пред да дојде на оваа земја, пред да пострада на крстот, да биде погребан и да воскресне на третиот ден, виде што ќе правиме ние, виде каков ќе биде нашиот живот, виде дека ќе му вртиме грб, виде дека ќе го плукаме, виде дека ќе живееме неморален, односно не побожен живот спротивен од тоа што го бара тој, и пак тој одлучи да ја покаже својата љубов кон нас, што го прати својот син Исус Христос да умре за нас додека уште бевме грешници. Значи тој го направи таа смрт на крстот пред 2000 години, пред 2000 години или отприлика 2000 години пред да се родиме ние, воопшто да ги направиме тие гребови, воопшто да живееме сега во ова време каде што живееме и да сме против него. Тој го виде тоа, не само нас, на сите луѓе, и одлучи пак да не сака и одлучи пак да го даде Исус Христос за нас да умре додека уште бевме грешници. И за сите оние, сега ќе прочитам уште еден стих во Римјаните 4 глава 7 и 8 стих, за оние кои ќе поверуваат во Господ, каква позиција имат, како се наречени тие, какви се тие сега, дали од кога ќе поверуваме во Христос, ние сме се уште тие грешниците, изгубените грешници, блудните синови, или нашата позиција се сменува. Таму пишува: блажени се оние чии беззаконија се простени и чии гревови се покриени. Блажен е човекот кому Господ не му засметува грев. Значи Господ нема да ни засмета грев ако ние поверуваме во Господ Исус Христос, дека тој ги зеде гревовите на крстот на место нас и за нас тој плати, и сега ние простено нас и нашите гревови се покриени и сме блажени бидејќи Господ не ни засметува повеќе за грев. И ще еден стих за крај, пак ќе го прочитам тој стих од Миле што го рецитираше од прво Јованово, значи 1 глава, 9 стих, таму пишува: ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да не ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Значи тоа е така дека ако ги исповедаме нашите гревови, тој е верен и праведен да не ги прости гревовите и да начисти секоја неправда. Тоа е така бидејќи тоа го пишува Светото Писмо. Тоа е вистина ради тоа што Бог тоа го рече, Господ тоа го рече, не оти ние вас ви го велиме или оти некој нас друг ни го рече па сега ние го кажуваме тоа. Не, оти Господ го вели тоа во Библијата, во Светото Писмо, ние го поверувавме и сега сме во таква ситуација, во блажена ситуација, во ситуација каде што Господ Исус Христос не ги прости гревовите, не очисти од секоја неправда, бидејќи ние ги исповедавме своите гревови и сега тој не очисти од секоја неправда, бидејќи ние ги исповедавме своите гревови и свативме дека само преку Господ Исус Христос има прошка и помирување со нас и Бог. Така да тоа е нештото што Господ Исус Христос, огромно нешто, најогромното нешто што го направи и дека ни прости многу одамна, дури пред ние да сгрешиме и
за сите наши гревови кои ќе ги правиме во иднина, тој ни ги прости и не помири со Бог Таткото, така да. Да. Да, еве, на последното што го спомна за помирувањето сега следно е, нели, дали Бог е спремен да ми прости? Како можам да знам, нели, Римјаните 5:8, дека веќе Бог ја покажа својата љубов преку Исус Христос на крстот, дека тој умре за нашите гревови. Исус Христос веќе плати за нашите гревови. Чи дали Бог е спремен да ме ги прости гревовите? Да. Дали сите? Сите гревови. И не само што е спремен да ти ги прости гревовите, туку Бог сака да ти ги прости гревовите. Сака, љубов, вика, Бог ја покаже својата љубов. Сите. Чи нема гревови кои Бог не е спремен да ти ги прости. Веќе тој ја покажа својата љубов на крстот. Види на крстот само, па ќе видиш дека за сите гревови плати Исус. Зборот кој го искористи Исус пред да умри, пред да го испушти духот, рече тетелестай на грчки, е во Библијата запишано, а тоа значи се заврши, се сврши. Тој збор се користел кога некој ќе го отплати долгот во целост, или казната ќе биде обслужена во целост. Значи, целосно плати Исус. Не делумно, не 99%, 100%. Целосно. За секој твој грев. Значи, простувањето ти е достапно денес. Тоа сакаме да ти кажеме. Бог е спремен и сака да ти прости. Тоа да го запаметат. И сега идиме на делот помирување. Како Бог не помири и како тоа помирување денеска ти можеш да го направиш, да се помириш со Бог. Затоа ќе ни сподели Миле, така да можеш да ни споделиш некои стихови кои го објаснуваат тоа за да го разберат гледачите што значи да си во мир со Бог преку Господ Исус Христос. Пак сакам да се повторам, како што рече Никола, ние се ова што веруваме, се ова што го правиме во муавет, сето иди од Светото Писмо. Не е наше дело, не е наша замисла, ова е Божјо дело. Така да ние пред да јас и вие, допред да почнеме да читаме Свето Писмо, не имавме некоја замисла за Бог. Знаеш, ама не знаевме каков е Бог, дека е Бог пон со љубов и сака да ни прости. А Словото вели дека верата иди од слушање на Словото. Исто од читање, но тоа е слушање. И кога ние дискутираме заедно, кога ние се охрабруваме од Словото, така да затоа е многу битно да пребиваме време со Бог во Словото. Ете сега сакам да прочитам некои стихови од 2 Коринтијаните, 5 глава, 14 до 19 стих. Зашто Христовата љубов не опфаќа. Кога дојдовме до заклучок, еден умрел за сите, значи дека сите умреле, а тој умре за сите. Та живите да не живеат веќе сами за себе си, туку за оној кој умре и воскресна за нив. Затоа од сега и ние не познаваме никого по тело, иако Христа го познавме и по тело. Сега веќе не го познаваме така и така. Ако е некој во Христа, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. А се ова е од Бога, кој не измири со себе преку Христа и ни ја даде службата на измирувањето, зашто Бог го измири светот со себе во Христа, не засметувајќи им ги нивните престапи и вложувајќи го во нас словото на измирувањето. Еве, Димитар што спомна како сега Бог ни простува. Зашто Бог го измири светот со себе во Христа. Така да Бог кога го испрати Исус Христос, кој плати казната на крстот за нашите гревови, тој плати за секој еден наш грев. И сега, поради таа прекината врска која имавме ние со Бог, Исус Христос ни дава можност и моли да се покаеме и да го прифатиме за наш Господар и Спасител.
биќе само тој единствениот пат како ние да се помириме до Бог. Ти кажа прегеска дека сега Бог е свртен со лицето према нас, но ние треба да го направиме тој чекор, да се свртиме кон Него, да се свртиме кон Исус Христос и да побараме прошка и вели тој ќе не прифати, нема да не отфрли. Биќе тој е Бог пон со љубов. И како треба да живееме? 17 стих. И така, ако е некој во Христа, тој е ново создание. Старото помина, ете, се стана ново. Така да, тоа што рековме, тој пресек во нашиот живот. Ние сме живееле блуден живот, не сме ги почитувале родителите, сни лажеле, краделе, што и да сни правеле. И сега се вртиме и сега живееме нов живот. И тоа е тоа Библијата што не повикува. Сега, ние треба да признаеме дека не во целост ние се исполнуваме, ама Бог е тој што прави во нас преку Духот кој ни го дал. Да ние се сменуваме и да Бог не сменува. Да личиме, вели треба да личиме на Неговиот Син, на Исус Христос. Затоа е многу битно да го слушаме Неговото Слово, бидејќи верата иди од слушање на Словото. Да, не иди верата од нешто друго. Ние може да мислиме дека веруваме во нешто, ама тоа е само наша идеја. Така да верата доаѓа од слушање на Христовото Слово, значи од Христовите зборови, од Божите зборови во Светото Писмо. Да, ќе прочитам уште некои стихови. Колосјаните, првата глава, може од 19 до 23 стих. Зашто во Него, во Исус, благоволи да се всели сета полнота и преку Него да измири кон себе се што е на земјата или на небото, творејќи мир преку крвта на Неговиот крст. И вас кои бевте некојаш одуѓени непријатели во своето мислење и во лошите дела, сега ве измири преку смртта на Неговото човечко тело, за да ве изведе пред себе свети, непорочни и без вина. Само ако станете во верата, засновани и цврсти и непоколебливи во надежта на Евангелието, кој го чувте, кој е проповедано од целото создание под небото и на кој јас, Павле, му станав служител. Тука гледаме дека во Исус благоволи сета Божја полнота. Или ние во Исус гледаме каков е Бог во целост, во полнота. Бијќи самиот Исус рече, кој ме видел мене, го видел Отецот, го видел Таткото. Затоа ние треба да се загледаме и да се свртиме кон Исус Христос. И преку Него, преку крстот, значи преку крстот, ние сме измирени со Бог. Веќе Бог е препиша нашата неправедност на крстот на Христос, а нам ни се препиша Неговата праведност. И сега ние можеме да речеме дека веќе сме помирени од кога го прифативме Христос за наш Господар и Спасител. И вас кои бевте некојаш отуѓени непријатели во своето мислење во лошите дела, сега ве измири преку смртта на Неговото човечко тело. Така да сега, кога ние го прифативме, ние сме веќе помирени и измирени. Бог не ни засметува за вина. Исто така и апостолот Павле вели, исто дека беше во Римјаните 5 глава, и сега Бог моли преку нас, преку апостолите, помирете се со Бога, преку жртвата на Исус Христос, или преку Исус Христос. Така да, значи, таа е нашата порака што можеме денес да ја кажеме ние, молиме во името на Исус Христос, помирете се со Бог преку жртвата на Неговиот Син. Нема друг пат, нема друга вистина, нема друг живот. Исус Христос е и патот, и вистината, и животот. Амин, амин. Така е. Да. Тука, нели, творејќи мир преку крвта на Неговиот крст. Крстот е плюс. Така, нели, символот за плюс кој користиме. Така да, значи, ние на едната страна плюс крстот, Христос,
и Бог на другата страна. Без плюс нема ништо. Нема поврзување, нема помирување. Така да запамтете, ние плюс крстот Исус Христос и Бог. И тогаш еднакво помирување. Без плюсот, без Христовиот крст, односно без Исус Христос, нема помирување со Бог. Тоа е пораката. Сега малце да го објасниме Евангелието, пошто тука нели последниот стих беше во Колосјаните 1 глава 23 стих, вика само ако останете во верата засновани црсти, непоколебливи во надежта на Евангелието кое го чувте, кое е проповедано на целото создание под небото и на кое јас Павле му станав служител. Значи ние веруваме во Евангелието за Господ Исус Христос. Евангелието така, за крстот, што се случи на крстот. Тој плюсот. Така сега ќе го објасниме. Кој е Евангелието кое Павле го проповедаше? Во 1 Коринтијаните 15 глава од 3 до 4 стих. Евангелието е дека Господ Исус Христос умре за нашите гревови според писмата, дека беше погребан и на третиот ден воскресна според писмата. Тоа е Евангелието. Дека казната за нашите гревови е платена, Исус воскресна од мртвите за наше оправдание, спасение и вечен живот. Значи ние допримаме и вечен живот и ќе бидеме заедно со Бог во вечноста. Нашите гревови се простени и сме во мир со Бог. Сега ќе одиме во Стариот Завет за да го објасниме Евангелието, односно едно пророштво за тоа што се случи. Значи 700 години пред Исус Христос да страда на крстот, Бог му откри на пророкот Исаија што ќе се случи. Библијата е пророчка книга, зборува за пророштва кои се исполниле низ човечката историја и ќе се исполнат до крајот на овој свет. Тоа е моќта на Библијата, за да луѓето знаат дека има разлика меѓу Библијата и сите други книги. Во Исаија 53 глава ќе прочитам од 3 до 6 стих. Таму пишува: беше презрен, отфрлен од луѓето, човек на болката, свикнат на страдања, од кој секој го отстрануваше лицето. Беше презрен и за ништо го сметавме. А тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, додека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. За нашите престапи беше прободен, сотрен за нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него. Преку неговите рани ние се исцеливме. Сите скитавме како овци и секој одеше по својот пат. А Господ ги возложи на него беззаконијата на сите нас. Колку моќна слика за Господ Исус Христос. Исус виси на крстот и не гледа сите нас, а ние сите како овци скитаме. И Бог ги става сите наши беззаконија, ги возложува, вика, на него беззаконијата на сите нас. Значи ги стави врз Исус беззаконијата на сите нас. Исус Христос умре за нашите гревови. Тој е без грев, безгрешен. Не сгреши ниту еднаш. Тој е совршен. Тој е самиот Бог во тело. Божиот Син. Тој беше на крстот таму. Заради нас. Заради нас. Казната за нашиот мир падна врз него. Затоа е плюсот. Ние примаме простување на гревовите и вечен живот. Тоа го вели Библијата. Не го вели човек тоа. Туку Библијата го вели тоа.
Затоа можеш да веруваш. Да имаш довер во Божиот збор, во Бог. Во 1 Петрово сега, 2 глава, од 21 до 25 стих ќе прочитаме, таму вели: Зашто? За тоа сте повикани, зашто и Христос страдаше за вас и ви остави пример, за да врвите по неговите стапки. Тој не направи греф и не се најде измама во неговата уста. Тој кој беше навредуван, не враќаше со навреда. Кога страдаше, не се закануваше. Туку се предаде себе си на оној кој суди праведно. Тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото, та ние, умирајки за гревовите, да живееме за правдата. Преку неговите рани се исцеливте. Зашто скитавте како овци, но сега се вративте при пастирот и чуварот на вашите души. Колку моќна слика за Господ Исус Христос, повторно. Значи, не сгреши, не направи греф, не се најде измама во неговата уста. Кој беше измачуван, вика. Кој страдаше, не се закануваше. Тој страдаше заради нас. И во своето тело ги понесе сите наши гревови. Сите вели Библијата. Не 50%, не 60%, не 99%, 100%. Сите, кога вели Библијата, мисли на сите. Тоа да ни биде јасно. Римјаните, 4 глава, од 24 до 25 стих. Туку и за нас, на кои ќе ни се засмета. Затоа што веруваме во оној кој го воскресна од мртвите Исуса, нашиот Господ, кој беше предаден за нашите гревови и беше воскреснат за наше оправдание. Тука малце треба да се прочита во контекст, може да си го прочитате од 24-тиот нагоре. Значи, ние, кои веруваме во Исус Христос, дека тој беше предаден и распнат на крстот заради нашите гревови и воскресна за наше оправдание, тоа ни се смета нас за праведност. Или ние сме оправдани во Него. Сме прогласени за праведници. Во Христос. Без Христос ништо од тоа. Значи, така ние се помируваме преку крвта на Неговиот крст. Плюсот. Колосјаните 2 глава од 13 до 15 стих. Вас, кои бевте мртви во престапите и необразувањето на вашето тело, ве оживе заедно со Него, со Исус, простувајки ни ги сите наши престапи. Повторно, сите наши престапи. На тој начин, што го избриша дејството кое со своите одредби беше против нас, го отстрани од среде нас, приковувајќи го на крст и ги разоружа началствата и властите и јавно ги изложи, победувајќи над нив во тоа. Значи, со своите заповеди, односно одредби, со 10 Божи заповеди, кои се добри, Бог беше против нас. Заповедите се добри и заповедите носат последици, така? Ако ти направиш некој греф или прекршиш некој од законите на државата, те следува казна, може би казна затвор, може би парична казна. Значи, законот трга против тебе. Не ти е пријател, вака не ти вели, ќе те наградам сега за добро сработена работа. Кога ти грешиш, законот е твој судија и те казнува. Тука вели дека го избриша дејството кое со своите одредби беше против нас и го отстрани од среде нас прикувувајќи го на крст. Исус Христос умре и беше прикован на тој крст со шајки. Го избриша дејството. Ја избриша казната која ние заслужуваме. Значи, ние
Не се правиме тука дека сме цвеќиња за мирисање, само ова да го знаат. Туку ние сме свесни дека сме сгрешиле против Бог. И признаваме, се каеме за тоа и признаваме, но веруваме во оној кој го оправдува, вика, безбожникот. Веруваме, имаме доверба во Божиото Слово, во Светото Писмо, дека ова што го пишува тука е вистина. Тоа е разликата. Во што веруваш ти, пријателе? Дека си добар човек? Немој. Нема ниту еден праведен, вика Библијата. Нема ниту еден доволно добар. Сите сгрешија и им недостасува Божјата слава. Не можеме никогаш да го исполниме законот. Никогаш. Но затоа да веруваме во Исус Христос дека Тој на крстот ги плати нашите гревови и ова што вели го избриша дејството кое со своите одредби беше против нас и го отстрани од нас приковувајќи го на крст. Да знаеме колкава цена е платено за тоа. Ефесјаните, 2 глава, 13 стих. А сега, во Христа Исуса, вие кои некогаш бевте далеку, станавте близу преку Христовата крв. Бевме далеку, но сега станавме близу. Се помиривме со Бог преку Неговата крв. Тоа мора да го знаеме. Сега стигнуваме до еден момент каде што се приближуваме кон крајот на епизодата. Вие слушнавте многу работи, многу стихови и лични сведоштва, но овој момент е сега вие да се запрашате во што верувате и дали сте во мир со Бог и помирени со Бог. На крајот од секоја епизода ние ги поттикнуваме гледачите на вера и на покаяние и на прифаќање на Христос за свој личен Господ и Спасител и помирување со Бог. Како што е напишано во 2 Коринтијаните 5 глава од 20 до 21 стих, вика, според тоа, ние сме пратеници на Христа, на тој начин што Бог моли преку нас, молиме во името на Христа, помирете се со Бога. Оној кој не знаеше за грев, тоа е Исус Христос. Бог го направи грев за нас, значи нашите гревови ми ги препиша Него, за да станеме Божја правда во Него. Во Исус Христос ние сме Божја правда. Сме прогласени за праведни. Тоа е целта. Затоа и ние денеска, како што спомна Емиле претходно, еве и јас, ве молиме во името на Христос, помирете се со Бог. Денес е денот на помирувањето. Денес е денот на спасението. Тоа го вели Библијата. Ако го чуете Неговиот глас, ако оваа порака ви зборува вас лично, тоа е Бог кој зборува, Бог кој ви зборува, а не ние. Ние сме само гласници, односно оние кои ја пренесуваат пораката. Но Бог е оној кој ви зборува во вашето срце. Исус вели, еве стојам на вратата и тропам. Ако го чуете мојот глас и отворите вратата, јас ќе влезам во вашето срце и ќе вечерам со вас и вие со мене. Ќе имаш заедништво ти со Бог. Ќе бидеш помирен, ќе бидеш во близок однос. Нема да си далеку. Нема Бог да е далеку од тебе. Во Римјаните, посланието до Римјаните, 10 глава, 9 до 11 стих пишува: зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ, ама Исус твојот личен Господ и Спасител, и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Спасен значи запечатен и дека тоа станува твоја нова состојба и сигурност. Не е моментот дали ќе се спасиш, туку ќе бидеш спасен ако го направиш ова што го пишува. Да исповедаш со твојата уста дека Исус е Господ и во твоето срце, со срцето, поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите. И продолжува понатаму 10 стих. Зашто со срцето се верува за праведност. Бог не гледа на лице, гледа на срце. Гледа ти што веруваш во твоето срце.
а со устата се исповедува за спасение. Зашто писмото, Светото писмо вели, секој кој верува во Него, секој кој верува во Исус, нема да се засрами. Тоа не го велам јас, тоа го вели Светото писмо, тоа го вели самиот Бог. Дека ти, ако веруваш во Исус, нема да се засрамиш. Затоа, драги гледачи, драги пријатели, ако вие денеска не сте помирени со Бог, сега е моментот да се помирите со Бог. Да се покаете за вашите гревови и да го прифатите Господ Исус за ваш Господар и Спасител. Оној кој ве спасува е Исус Христос. Затоа сега ќе се молиме. Може да ја повторувате оваа молитва, но вашето срце, вашиот фокус, вашиот ум нека биде фокусиран на Исус. На оној кој го оправдува безбожникот, на оној кој простува, на оној кој ослободува и спасува. На Него. Тој е Спасителот на светот. Тој умре за нашите гревови. Тој беше погребан и воскресна од мртвите. Сега ќе се молиме. Бидејќи ова е момент меѓу вас и Бог. Да вие се помирите со Бог преку Исус Христос. Може да ја повторувате оваа молитва. Татко небесен, свесен сум што сум направил и дека сгрешив против небото и против Тебе. Те молам, прости ги сите мои гревови. Верувам дека Ти го прати својот единороден Син, Господ Исус Христос, да умри на крстот за моите гревови, да биде погребан и да воскресне на третиот ден. Господе Исусе, влези во моето срце. Те прифаќам за мој Господ и Спасител. Спаси ме, Господе Исусе. Прости ги моите гревови. Роди ме наново, дај ми го Твојот Свети Дух. Во името Твое. Амин. Пријатели, доколку искрено побаравте прошка од Бог и го прифативте Исус Христос за ваш Господ и Спасител, и во вашето срце верувате дека Бог го воскреснал од мртвите, ти денес прими спасение. Тука не застанува работата. Така, спасение и вечен живот. Сега ти си на едно патување со Бог се до вечност. Твој помошник, утешител, е Светиот Дух, вели Бог. Откако ние го слушнавме Евангелието на нашето спасение, станавме, вика, запечатени со Светиот Дух. Светиот Дух е оној кој не води. Нашиот водич, односно прирачник или леп на животот, како што вели Господ Исус Христос, е Библијата. Како што ти го храниш твоето тело и јадиш секој ден, така треба да го храниш и твојот дух. Односно, за да имаш здрав христијански живот, треба да читаш во Библијата. И така Бог ќе зборува во животот твој. А ти, преку молитвата, ќе разговараш со Бог. Може да ја погледнеш и епизодата која ја снимивме, не знам дали беше во сезона 2, каде што зборуваме за молитвата и нејзината улога во христијанскиот живот. Така да имаме обострана комуникација со Бог. Нека Господ Исус те благослови и те води во животот. Никола, Миле, нешто за крајеве да споделите со гледачите, некоја порака пред да се одјавиме од епизодата. Да, можам за крај пак да спомнам, мислам, битен, речам, најбитен дел на Евангелието, пак да спомнам, нели, кога ќе се покаеме од нашите гревови, кога ќе поверуваме во Христос и се свртиме од тој животен стил што сме го тарале преходно, значи со грбот свртени према Бог, сега се свртуваме со нашето лице. Не само што добиваме, како што читаше Миле,
нов живот сега, се што е во Христос е ново создание, старото помина, се стана ново, добиваме нов живот тука на земјата, но најбитното од се да имаме вечен живот. Значи, што значи, цело време го спомнувавме во епизодата помирување со Бог, помирување за што? Ке се помири со Господ и што после тоа? Нема само да имаш нов живот, тука и вечен живот ќе имаш. Ќе живееш за секогаш со Господ Исус во неговото присуство во рајот кога ќе заврши животот на ова земја, бидејќи не е крајот ова земја и само овој живот си го истераме до, да речеме, просечно 70-80 човечки години и толку крајот доаѓа живееше христијански живот и тоа да е достигнувањето, да речат луѓето, христијански живот живееше. Не, туку да имаш помирување со Бог, прошка на твоите гревови и вечен живот да добиш, значи да живееш за секогаш вечно со твојот Господар и Спасител Исус Христос на небото, кој ќе ти заврши животот од оваа земја. Така да тоа е за крај што сакав уште нешто да го споделам, да го потсетам, да ве потсетам, да се потсетиме сите и дека е битно, дури најбитно, најбитниот дел, најбитниот резултат на еден човек кога ќе го сврти грбот на животниот стил досега и се сврти кон Христос и живее нов живот како што ќе бара Бог, односно се покае и поверува во Христос, што му дава тоа покајување и вера во Христос, кој е резултатот на тој чекор наш во животите. Резултатот е вечен живот, заедништво за секогаш со нашиот Господар и Спасител Исус Христос. Да. Никола, Миле, Како што прочита преска, пораката на Евангелието е: денес е денот на спасението. Денес го чувте гласот на Бог, немој да ги закоравувате вашите срца. Прифатете го Исус Христос за Господар и Спасител. Веќе овој живот е минлив, овој живот е кратко траен, а вечниот живот е вечност, нешто што не поминува, вечност со Бог. Така да, тој што нема прифатено, што нема донесена одлука, нека ја направи денес, бидејќи утрешниот ден не е сигурен. Денес, кај овој момент, не е сигурен. Така да, денес е денот на спасението. Амин. Ви благодариме, уште еднаш што ја гледавте оваа епизода и се гледаме во некоја наредна. Божи благослов. Чао. Чао.